Средното ветеринарно училиште од секогаш било интересно и за помладите, па и за повозрастните, по тоа што имате специфична зоолошка, мили зоолошка тука. Она што денеска ни е интересно од оваа зоолошка се биволите. Од кога ги имате, колку биволи, каква состојба се? Па во моментов се наоѓаме во зоолошката градина, кај нас тука се сместени моментално само 3 биволи. Тие се некаде околу 3 години кај нас. Ги донесовме тука специјално за децата да се едуцираат, да учат, теоретски да работат на нив, мислам практично да се запознаваат со нив, да имаме евиденција значи на тоа како се работи со млекото, со конституција, кондиција, екстериорни мерки, да проверуваме сите тие параметри што треба да ги знаат децата, освен во учебник, освен теорија, мора да имаме и пракса. Праксата е една од најбитните работи, заради тоа ние се грижиме за да добиеме што повеќе домашни животни, автотони животни, за да може ние со тие животни да ги едуцираме децата за понатака во иднина на факултетите да продолжат да се едуцираат и да работат како што треба, нели? Доколку немаме добра пракса и добра фарма, како што сега во моментов во Македонија немаме фарми, значи немаме со што и каде да ги носиме децата на едукација, ние мораме тука. Наша голема предност е тоа што зоолошката многу напреднува во таа страна, од таа страна бидејќи е едно од најголемите училишта со зоолошки, со животни, со градинарство, значи работиме со земјоделие, работиме фолии, работиме практична настава, буквално се, да. Така да, значи со сите имаме агроменаџери, агротехничари, ветеринарна медицина и фитомедицина. Сите параметри, значи како се застапени такви работи, значи бавиме теоретски, така се занимаваме и така работиме. Бидејќи ветеринарните техничари се тука и они тука ја обавуваат, дел од тука ја обавуваат праксата, дел додека имаме можност ги праќаме кај индивидуалци, кај луѓе што може да работат и мислам плюс. Како животни, специфични, карактеристични, што има нешто одлика? Биволите се една автотона раса, значи мирна раса на животни, значи тие се едни од најретките, ние ги задржавме тука во Македонија, значи се многу ретко е застапена оваа раса, значи ова е најстарата раса од каде потекнуваат. Како животни ги сметаат за едни од многу силните животни, имаат специфично силни нозе. Порано зашто се користеле? Ние често ги среќавме по кочанско. Најчесто се користеле значи во земјоделието. Ги користеле значи за запрега, ги користеле за урање, ги користеле за особено оние калливи, блатливи. Да. Биволите по тоа и се познати најмногу бидејќи се користат значи во калливи површини, во блата кај што има значи многу кал, кај што не може да влезе машина, механизација порано во старо време значи немало доволно механизација и сите луѓе се труделе да ги користат биволите како едни од најчестите животни за транспорт, за работа, за физичка работа, се што можело да се работело со биволите. Онака дали се поиздржливи да речеме во однос на кравите, поотпорни на болести? Поотпорни се на болести, поиздржливи се, имаат поголеми карактеристики и помирни. Значи заради тоа и може значи подобро да се снаоѓаме со нив, затоа и потешки, погабаритни се, конституцијски поспремни за работа, за разлика од кравите што се понежни, значи нив ги чуваме за млечност, ги чуваме за репродукција, додека биволите најчесто ги чуваме или за тов или за производство на моцарелата што е далеку позната значи од биволското млеко, исто така и за работа, значи како што кажав, исто така и за работа со земјоделски машини. Во однос на кравите, во однос на храна, бараат повеќе, помалку, пошто се силни вака? Нормално, значи што ме поголемо животното, со поголеми килограми, тоа значи дека бараме поголема храна, помасивно е, значи треба повеќе енергија, повеќе витамини, повеќе протеини да внесува и повеќе кабас дел и концентриран дел. Значи за тоа запазуваме, правиме концентрирани дажби, правиме крвни смески, значи сите животни како ни се тука поставени, така имаме и дажба за секој животно, значи според килограмите, според репродукцијата, во која фаза се наоѓа, дали е во фаза на лактација, дали е во фаза на продукција или треба да се оплоди или или оплодено, значи спрема тоа ние правиме и дажби и храна што треба да ја даваме. Како што се во исчезнување, во изумирање, уште тука и уште на едно-две места во Македонија може да се видат. Може ли било кој да дојде тука да види како изгледа бивол? Може. Ние може да се пофалиме со тоа бидејќи нашата зоолошка е и плюс, освен што ја користиме за наша едукација за нашите деца тука што учат, ние организираме и забави, организираме и родендени, организираме и прослави, така да сите деца, сите што сакаат може да дојдат да не посетат и да видат со што се располагаме.